Летниот период значи одмор, но и повеќе слободен простор, но и повеќе време за читање. Научно е докажано дека читањето книги ги намалува тегобите и стресот за дури 60% и им овозможува на луѓето барем за кратко да заборават на своите проблеми. Секоја година за време на летниот период огромен е предизвикот да се одбере квалитетна литература за читање. Каква литература треба да читаат децата и младите? Дали воопшто имаме во доволни количини на македонски јазик? Каква литература од друга страна сакаат да читаат граѓаните во летниот период? За сите овие теми во наредниве минути разговараме со Татјана Димовска-Атанасова, уредничка во издавачката куќа Арсламина. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Поздрав до сите ваши гледачи. Летото е дефинитивно период кога можеме да се одмориме од сите работни обврски кои што ги имаме во останатиот дел од годината, но и да уживаме во оние активности кои што не релаксираат. За многумина токму читањето е тоа. Колку граѓаните во земјава имаат навика да читаат и како се движи бројката на читатели во овој период од годината? Конкретни статистички податоци немаме, не е тоа нешто што може лесно да се измери, но за жал не можеме да тврдиме дека сме читачка нација, затоа што веднаш ќе не демантираат податоците за јазичната писменост во нашата држава, кои што пак се мерливи, кои што не позиционираат некаде на дното на табелата кај функционалната писменост кај децата. Секојдневно сме сведоци за нивото на јазичната култура општо кај целокупната популација, но она што охрабрува е што читањето бележи нагорен тренд последниве неколку години. Особено тоа беше потенцирано за време на пандемијата, каде што кога беа тие стрикни карантини, многу луѓе се свртаа кон читањето, им се виде како добро бегство од реалноста и од количината на лоши вести на кои што беа изложени на дневна база. Така што интересот за книги постојано расте, бројот на читатели се зголемува и овој тренд е најзабележив кај повозрасната популација, што нас издавачите не охрабрува да нудиме што поразновидна литература за сите читателски вкусови. Споминавте бегството од пандемијата и на некој начин одржување на психолошкото здравје го направивме токму со повеќе читање на книги. Од вашето искуство кое што досега го имате, кој вид на литература најмногу ги привлекува читателите во Македонија, особено сега во овој летен период? Што е она што најмногу се бара во издавачките куќи? Не можеме да генерализираме, бидејќи станува збор за читателски вкусови. Има група читатели кои што во текот на годината заради работни обврски не може да се посветат на омилените наслови од класичната литература, например, кои што бараат повеќе време, фокус, внимание, посветеност и така натаму, па ги оставаат за летниот период кога можат релаксирано да им се посветат. Има читатели па кои преку годината читаат условно кажано потешка литература, па летниот период се решаваат за некои летни романтични полесни приказни, а има читатели кои што не излегуваат од рамките на жанрот кој што го сакаат, па читаат исклучиво или трилери, или историска фикција, љубовни романи и така натаму. Значи, различен е случајот од читател до читател, не можеме генерално да кажеме, меѓутоа издавачите настојуваат во летниот период да понудат условно кажано полесна литература, која што и побрзо се чита, не е голема по обем и која што ќе ги релаксира читателите додека уживаат во својот летен одмор. Да, и секако ќе го привлече нивното внимание. Так. И сега, еден е вкусот на читателите, но се чини совети од професионалци кои што работат во издавачките куќи се повеќе од добро дојдени, особено кога немаме идеја каква литература да прочитаме, а имаме навистина огромен избор. Кои се вашите предлози? Како вид на литература е погоден за овој период од годината? Дали тоа би биле повеќе романсите, трилерите или оние стари добри класици? Кога станува збор за изборот на летно четиво, ние сметаме дека летото е период кога некако се ставаме на пауза, кога имаме време повеќе да размислиме за себе си, за нашиот живот, за нашите одлуки, да се сталожиме и да направиме нека внатрешна интроспекција. Сметаме дека исто така корисен тип на книги кои што ние ги споменавме во разговорот се книгите за мотивација и самопомош. Изборот е огромен,
настојуваме постојано да ја збогатуваме оваа едиција, така што книги кои што ќе ги охрабрат читателите, кои што ќе им помогнат да се соочат со некои внатрешни состојби или пак им дадат некоја нова насока и предизвик во животот, се секако добре дојдени во овој период. Ги има навистина многу. Трендот во издавачството во светски рамки бележи рекордна продажба на овој тип на наслови, се повеќе се бараат и се читаат. Спојот помеѓу науката и популарната психологија е особено популарен, така што сите оние кои што сакаат летниот одмор да го искористат да прочитаат некоја книга од овој тип, сметам дека е идеален период, особено оние кои што имаат проблем со менаџирање на времето или пак кои што се борат со некои психолошки состојби, па ете сакаат да си најдат некаков излаз од тоа или некакви алатки за справување. Овие наслови се навистина корисни во тој контекст. Инаку секако романсите се најбарани во овој период. Љубовни приказни од типот како што ги имаме ние во нашата издавачка програма Еднаш за секогаш од Сара Десен, Задоцнетиот живот на Еми Бајлер, Заеднички стан, Дейзи Джонс and the Six. Значи тоа се некои топ наслови од белетристиката кои што сигурно сум дека ќе им се допаднат на читателите. Кога веќе говориме за структурата на читателската публика, кои се поверни читатели, возрастните или можеби оние помладите? Има ли некакви поместувања, барем кај онаа помлада читателска публика во последниве години? Нормално дека најљубопитни се децата кои што туку што завршиле со фазата на описменување. Тие тоа го чувствуваат како некој голем подвиг. Се во период кога почнуваат се повеќе и повеќе да читаат, се охрабруваат после секоја прочитана книга и кај нив интересот е најголем. Имаме мала криза во периодот на тинеџерските години и кај младите, но повозрастната читателска публика заедно со најмалите се секако најбројните и најверни читатели, оние кои што нели следат и што е ново и постојано ги збогатуваат своите домашни библиотеки и веќе се свесни за придобивките од читањето и создавањето читателска култура. И сега одамна е познато дека афинитетите кон читањето се всадуваат уште од најрана возраст. Кој е вашиот став? Дали децата треба да се остават сами да го пронајдат патот до она што значи љубов кон читање книги? Треба поддршка и не само во дома, туку и во училиштата и уште повеќе сметам дека отсуствува сеопфатна стратегија на државно ниво да се промовира читањето и создавањето на читателски навики уште од најмала возраст. Децата, особено во ера на нови технологии, тешко дека само иницијативно ќе посегнат по книгите, тоа е повеќе исклучок отколку правило, затоа треба да се упатуваат на книги и тоа многу е битно да се процени нивото на нивните читателски компетенции, соодветно на тоа да се направи изборот на книгите. Значи, најважно е родителите да вложат и време и внимание да ги насочат децата кон книгите, но исто така во рамките на образовниот процес да се посвети повеќе внимание на читањето, затоа што придобивките од читањето се долгорочни во понатамошниот образовен процес кај децата. И сега многу истражувања правени досега покажуваат децата на кои што им се читало уште од најрана возраст развиваат подобри комуникацијски вештини. Се вели дека секој дете може да го засака читањето доколку е мотивирано на вистинскиот начин. Како родителите да ги мотивираат децата да читаат на оној правилен начин? Која е вашата препорака? Пред се треба да се посочат придобивките. Вие споменавте на почетокот дека го редуцира стресот, дека помага при заспивањето. Читањето буквално менува структурата на мозокот во најпозитивна можна смисла, го збогатува нивниот речник, им помага полесно да го разберат прочитаното. Нивните мисловни процеси се на многу повисоко ниво од децата кои што не читаат, им го држи фокусот и вниманието, значи за читањето треба фокус и трпение, тоа е подолгорочен процес, бара внимание, она што е проблем со денешните деца, така што ќе им помогне не само во разбирањето на различен тип на литература, туку и подоцна во совладувањето на прочитаното од разни други дисциплини. Она што е многу битно и родителите да бидат едуцирани, да знаат каков тип на литература да понудат на своите деца и наставниците да одвојат малку време надвор од наставната програма и да ги упатат децата на книги надвор од лектирната програма.
Споменавме, родителите се едни од најважните едукатори во животот на децата, но не се единствени, како што во повеќе наврати кажавте во текот на разговорот. Каква улога игра околината, пријателите, особено кои оние повозрастните деца, но и младите? И од друга страна, колку образовниот систем ги потикнува читачките навики кај децата и кај младите во земјава? Во почетната фаза, кога децата се описменуваат, тие меѓусебно се мотивираат да читаат, си разменуваат искуства, си препорачуваат книги и тоа за нив представува еден нов свет на фантазијата, каде што нели може да бидат се што ќе посакаат. Но во тинеџерските години децата имаат се подинамичен живот, се повеќе се изложени на социјалните мрежи, на куси содржини кои што за краток период го држат нивното внимание. И за жал доаѓаат во една фаза кога сметаат дека не е баш толку кул да се чита, дека има многу што повеќе да се прави од тоа и затоа во овој период од нивниот живот е многу битно родителите да настојуваат да се одржи таа читачка навика. Значи не е битно колку книги ќе прочитаат на број, туку битно е да има континуитет. Оттаму клучна е улогата на библиотекарите во библиотеките, пред се треба постојано се зголемува библиотечниот фонд, да се обезбедуваат и нови наслови од современи автори, но и на часовите по македонски јазик да се изнајдат интересни методи и техники како да се потикнат младите повеќе да читаат. И сега познато е дека тематиката и комплексноста на книгите се менуваат како што растат децата. Од вашето досегашно искуство, како се менува интересот на децата кон видот на книги што ги читаат и кои се оние жанрови што се најмногу присутни, односно најатрактивни помеѓу онаа помлада читателска публика? Секоја генерација си има своји омилени писатели, умилен тип на литература, но генерално теоријата на литературата пропишува одредени правила, особено кога станува збор за читателите почетници. Таму со односот на текстот во однос на илустрациите 20 спрема 80%. Значи за едно мало дете кое што туку што се описменило ја чита својата прва книга, битно е да прочита макар и 10 реченици, но сатисфакцијата на крајот е дека прочитало книга. Како растат, се повеќе ги интересираат волшебни авантури во светот на фантазијата со необични јунаци со кои што тие потоа се идентификуваат и многу е битна едукативната компонента на книгите. За детето од кога ќе прочита книга нешто и да научи. Кога се во фазата на поверзирани читатели, ги интересираат детективски приказни, па истражуваат, составаат нели во улога на детективи, волшебни приказни од типот на Хари Потер во светот на магијата и на волшебниците. И така натаму се до онаа фаза кога почнуваат да се интересираат и за покомплексни книги од типот на историска фикција, трилери и романси. Колку македонските ученици со оглед на тоа што веќе во ЕК летниот распуст ги преферираат оние лектерни изданија за читање за време на распустот или сепак повеќе се одлучуваат да прочитаат нешто по сопствен избор? Летниот распуст е идеален период децата да се олеснат однапред со читањето на лектирите. Долги години имаше одреден вид на отпор кај децата, затоа што на пазарот беа понудени малку анахрони изданија, кои што не соодветствуваа со нивниот интерес, има несоодветни, неадаптирани преводи, застарени ликовно-графички решенија. Децата се соочуваа со проблем со разбирање на прочитаното, многу непознати зборови и така натаму. Издавачката куќа Арсламина ги детектираше сите овие слабости, ја создаде едицијата лесно читливи лектири. Во тимот на уредници, преведувачи и стручни лица направивме обид да ги осовремениме текстовите. Проредот во книгите да биде соодветен за децата да може да го следат текстот и да го разберат прочитаното. Ги осовременивме и дизајните на лектирите и воведовме новини со тоа што на крајот од лектирните изданија има речник со помалку познати зборови и активности за работа на час. Освен тоа, овие книги се препорачани од Сдруженијето за дислексија Ајнштајн, така што и децата со потешкоти при читањето може да ги читаат овие лектири. Така што направивме еден исчекор во тој контекст да им ги приближиме лектирните изданија на децата, за да можат полесно да ги разберат и да не се создаде отпор и дисконтинуитет кога станува збор за читачките навики. Во летниот период е многу битно да се направи баланс помеѓу она што е задолжително и она што може да си го изберат како слободна литература. Изборот во книжарниците литература.м
МК е огромен за сите генерации на млади читатели. Каков е интересот токму за овие лесно читливи лектири, кои што ги претходно ги споминавте, со оглед на тоа што ова е еден проект кој што го работите подолго време заедно со вашите партнери? Па овој проект е препорачан и одобрен од Филозофскиот факултет и од Здруженијето Ајнштајн. За оваа едиција добивме 3 специјални награди од Македонската асоциација на читатели. Реакциите се исклучително позитивни. Значи, успеавме да создадеме еден солиден проект кој што го развиваме во континуитет и да им помогнеме и на децата и на наставниците полесно да ја реализираат програмата по лектира во училиштата. Освен тоа што ги нудиме задолжителните лектирни изданија и оние кои што се изборни, имаме едиција читанки која што е составена од голем број на книги кои што се дел и од класичната литература, но и од современи автори, и македонски и странски, така што не мора да се држа стрикно до лектирната програма, туку по истиот принцип се работени овие книги, па оние кои што сметаат дека ете треба да им понудат на децата малку поразличен тип литература, може да го сторат тоа преку изборот и препораката на читанките. Ајде за еден друг современ тренд кој што подолго време е актуелен, тоа се електронските книги. Колку модерната технологија може дополнително да не мотивира да читаме и ја губи ли книгата битката со екраните, бидејќи современиот начин на живот носи многу предизвици, лесни решенија, но и инстант забава, без потреба да вложиме многу труд и ангажман, а за многумина, искрено мора да признаеме дека тоа е многу попривлечно отколку да земат и да прочитаат некоја книга во хартиена форма. Искуствата покажува дека и покрај големата понуда на електронски аудио книги, читањето на традиционални печатени книги секако не ја губи битката со новите технологии, затоа што читањето на електронски книги е понапорно, има потешкоти со фокусот, со следењето на текстот и на приказната и така натаму, и вистинските влюбеници во книжевноста не би сакале да го заменат традиционалното читање, затоа што има своји предности пред добивки. Голем број читатели се влюбеници во аудио книгите, меѓутоа и покрај тоа искуството вели дека им се навраќаат и на печатените книги, така што не сметам дека традиционалното издаваштво е загрозено во тој контекст, и бројот на изданија кои што излегуваат на дневна база во светски рамки го потврдува тоа. Повеќе е предизвикот кај децата и помладите читатели, затоа што тие постојано се изложени на новите технологии. Нивното внимание е ограничено на 10 до 20 секунди, гледаат исклучително куси содржини. Нивниот мозок е преоптоварен со информации, така што кога ќе се соочат со една книга од 100 или 200 страници, тоа е веќе проблем. Тешко да им се задржи вниманието, затоа особено е битен изборот на книги, содржината да биде интересна, книгата да биде соодветно ликовно-графички обликувана и децата да бидат постојано упатени на книгите, особено во летниот период. Доволно е во нивната соба да има библиотека со солиден избор на наслови, па кога ќе им е здодавно и нема да знаат што со себе, да посегнат по книга, затоа што да не дојдеме во ситуација битката со книгите во контекст на електронските медиуми да биде однапред изгубена. Во тој контекст е особено битно ресорните министерства па и државата да спроведе кампања за мотивирање на читањето, во смисла на организирана посета на саеми, користење на влијателни личности кои што ќе го промовираат читањето. Има бројни стратегии за потикнување на читачките навики. Читачките навики кај граѓаните. Сосема наку со конкретно на денешниот разговор, зошто за книга во лето? Затоа што е, како што споменавте вие на почетокот, фин начин за бегство од реалноста, затоа што книгата не релаксира, го амортизира стресот и се оно што ни се насобрало во текот на годината. Има доволно време за уживање на плажа или на планина, меѓутоа летото е идеален период каде што можеме во континуитет да прочитаме една или повеќе книги, да си посветиме внимание себе си, затоа што ќе ни овозможи малку да избегаме од реалности и секојдневието кои што не оптоваруваат во текот на целата година. Татјана, благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Верувам дека им помогнавме и на возрастните и на помладите како креативно да го исполнат слободното време со оглед на тоа што го имаат во изобилство во летниот период, и уште еднаш да потсетиме зошто книгата е најдобриот партнер во овие летни горештини. Ќе се видиме ние повторно во следна прилика. Ми беше задоволство.